тешка е работата у текстилната индустрија, не само поради физичкиот напор кој што го даваш, туку и психичката тортура која што ја доживуваш таму. Значи, тебе можеби телото ќе ти издрже физички, пошто знаеме да сите дека телото е спремно да издрже физички, ама кога ќе ти се спое психичкиот напон и физичкиот, тешко да ќе издржуваш. Тоа што јас станав текстилен работник, можеби ми беше предизвик, со оглед на тоа дека се задржав повеќе години таму. Можеби и потојно сакав нешто да променам како млад човек, бидејќи таму 90% од жените се веќе возрастни и веќе нема млади кои работат во текстилната индустрија. Значи тоа се многу ретки. И сите тие млади кои работат во текстилната индустрија се привремено таму на работа и никој не се гледа како иден кадар што би работел во текстилната индустрија. Мене работното место ми беше контрола. Мојата работа е стоечка. Ги контролираш готовиот производ, сошиен, исчистен од конец, испеглан, ставен на закачалка и значи финално контрола и ја пушташ на пакување. Тоа може би и не е толку тешко, зависи колку ја си пронајдеш во работата. Мене искрено не беше тешко да работам, без разлика на тоа што е работата стоечка. Некако ми беше, како млад човек, предизвик. Станав мајка, кога почнав да работам таму, во последната фирма, Alcontex, за која што го организирав ја лично протестот. Значи, на породилно бев таму со првото дете и со второто дете. Значи, за целата моја бременост, јас одев на работа, работев. Мојата работа, како што веќе кажав, е да стоев. Не ми представуваше никаков проблем. Ме прашаа дали имам потреба да седнам или да ми се замени работната позиција, но не почувствував потреба до последниот ден. И така останав да си работам во првата бременост и во втората бременост. Не ми е јасно како може никој да не преземе мерки од сите институции. И на крајо за работниците нема ништо. У пандемијата работиме. Така. Да. Сите погодности, се што можеше од државата до сега за вработување за се изкористи од за работникот нема ништо. И точно до датата... Еден джип вреде повише од нашите пари што требаше да ги изплатат. И точно до датата кога ги изплатија... Има да одме ги земаат петиот пакет мерки. Во Alcontex, каде што работев 7 години, тоа беше фирма која што навистина минатите години работеше солидно, добро. Една од подобрите фирми во Штип. Почнавме да слушаме шпекулации меѓу луѓето на работа дека фирмата можеби ќе се затвори. Мојот страв беше постојан. И сега се сеќавам дека на сите мои блиски им викав, ако знаете некаде да тражат работник, било шо,
чувствувам дека во брзо време ќе останам без работа, кажите ми, ја барам работа. Ме повикаа во канцеларијата и ми дадоа договор на прво спогодба и потоа договор во новата фирма на определено време, месец дена, 30 дена, и јас реков дека нема да го потпишам. Океј. Утре дента повторно. Договорот ти е во канцеларија, ако сакаш, ако си се предомислила, дојди да го потпишеш. Јас рекам, не сум се предомислила, нема да го потпишам договор на месец дена. И се така до крајот на неделата, до крајот на месец април, кога во 20 до 3 повторно ме прашаа дали ќе се потпишам, јас категорично реков дека нема да се потпишам и ми рекоа добро. За 10 минути ми се јавија, симни се во канцеларијата и ми дадоа решение за годишен одмор од 3 месеци, кое гласеше дека ќе ми исплатат 70% од платата на работникот, како и на сите претходно останати колешки на принуден одмор. Океј, ја останав јас на принуден одмор. Кога дојде дата за плата, како што редовно ја земавме, плата за нас немаше. За Алконтекс се дигна поголема фама, бидејќи работничките беа одлучни да ја истераат цела постапка до крај и како и во неколку наврати морам да кажам дека ги искористивме сите правни механизми кои што постоја во нашата држава. И повеќе од тоа, значи се обративме и до интернационална кампања, Clean Clothes Campaign, каде што побаравме помош и од нив да ги контактираат брендовите, бидејќи ние не успеавме. Решивме протестот да го организираме пред фирмата, да во време траење од 3 дена бевме, тоа беше мирен протест, кој траеше 1 час. Повикавме медиуми, кажавме нашите барања, во меѓувреме Гласна текстилец испрати барање до финансиска полиција, испрати барање до трудов инспекторат, значи секаде кај што требаше да се интервенира, се интервенираше. Организациите ни дадоа подршка, меѓутоа институциите, освен трудова инспекција, никој ништо не одработи до ден денес. Немаме одговор. Го добивме решението за таа предстечајна, стечајна и не знам веќе каква постапка, каде што се вели нема стечајна маса, се затвара се. За мене беше фер барем да ги испочитуваат. Јас знам дека стечајните постапки се едни од ајде да не се изразам, да не добијам нова тужба, ама од приватизацијата нааму знаеме дека ниеден работник се нема наплатен од стечајна постапка. Тоа не е јасно, за тоа сме сведоци 30 години наназад. Што нас како работници можам да кажам само дека не депримира тој факт. Значи не можам ја да се израдувам дека конечно нешто ќе се подобри во врска со работните односи кога ќе излезе трудова инспекција на терен, а казната на газдата со 300 работници ќе биде 200 евра. Што е една, што би рекол еден наш газда на конфекција штипска, дека тоа му е негово седење во кафана една вечер. Таму каде што нешто веќе се случило, пак ќе се случи. Да, сега овие 22 работнички се најгласни, меѓутоа ако нема солидарност меѓу нив, џабе е се. А највиновни се институциите и државата и тоа што едноставно имаме партии кои што гледаат да дојдат до фотелја, а работникот од приватниот сектор го бараат само пред изборот. Тоа е навистина онака иритира. Не се они гласачко тело, не се они граѓани од вторет. Тие го полнат буџетот, тие работат, тие
Тие прават економијата во државата. Идејата за да бидам дел од Гласен текстилец ја дадоа преку шпекулации додека траеа протестите и целата борба на работничките и мене како представник нивен. И идејата ја добија Гласен текстилец да навистина ме земат да бидам дел од нивниот тим, бидејќи духот мој борбен се разбуди при самото тоа организирање на протести и борбата со работничките која траеше, која што бев дел до крајот, до последниот ден. И да, сега сум дел од тимот на Гласен текстилец и продолжуваме да се бориме за работничките права.